Добар ден. Поштувани граѓани, во текот на вчерашниот и на денешниот ден сте сведоци на обидот на ВМРО-ДПМНЕ за целосна обструкција на работата на Собранието. Во текот на вчерашниот ден Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и владеачкото мнозинство го спречија обидот на ВМРО-ДПМНЕ преку работата на собраниските комисии да се обструира и да се оневозможи носењето на ребалансот на буџетот со најразлични изговори. Круна на денот беше што претседателката на Комисијата за финансирање и буџет одби на крајот да го потпише записникот, односно извештајот од работата на Комисијата, како истиот би можел да биде доставен до Владата на Република Македонија за понатамошно негово процесуирање. Во таков случај, согласно деловникот на Собранието на Република Македонија, мнозинството од пратениците членови на Комисијата го потпишаа записникот и беше доставен до Владата на понатамошно процесуирање. Имавме целосна обструкција на работата на Законодавно-правната комисија во текот на вчерашниот ден, каде што со процедурални забелешки, како што всушност и денес се случува на пленарната седница, имаше обид да се оневозможи работата на Законодавно-правната комисија. Согласно деловникот, двете комисии ја завршија својата работа до полноќ, материјалите се доставени, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, владиното мнозинство ќе ги исполни своите ветувања, бидејќи ребалансот за буџетот е еден од условите да може да влеземе во имплементација на она што на изборите на 11 декември го ветивме на граѓаните. Она што сакам за јавноста, за да немаме различни толкувања, ова е деловник за работа на Собранието на Република Македонија. Во посебна глава се одредбите за работа на Собранието и собраниските комисии, кога се во прашање седниците за носење на буџет и ребаланс на буџет. Согласно членот 180а од деловникот, без запирки, ќе ви ја прочитам реченицата. Член 180а од деловникот на Собранието вели: претресот во заграда, општ претрес и претрес по амандмани, затворена заграда, по предлогот на буџетот на седницата на матичното работно тело и Законодавно-правната комисија може да трае најмногу вкупно 10 работни дена. Остатокот од членот зборува за правата на пратениците при работа на тие комисии. Од тука деловникот, не Социјалдемократскиот сојуз, не Собранието, не председател на некој од комисиите две инволвирани во постапката за носење на буџет и негов ребаланс, е тој кој што ги пропишува правилата на игра. Расправата во комисиите, ние сме должни, согласно деловникот, да ја затвориме најдосно до полноќ, што е нешто што се случи. Секаков обид поинаку да се толкува и поинаку да се примени овој член не е ништо друго, туку обид за деструкција и парализирање на државата од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Ние сме свесни дека тешко им паѓа тоа што се во опозиција, меѓутоа ВМРО-ДПМНЕ треба да се навикне дека многу работи во оваа држава веќе не зависат од нив, а најмалку од Никола Груевски и Сашо Мјалков. Колку побрзо станат свесни за таа нивна позиција, толку е подобро за Република Македонија. Ние ќе продолжиме со конструктивниот пристап и покрај целосната деструкција. Патем кажано, денешниот ден беше на координација кај претседателот на Собранието, текот на денешниот ден и седниците беа договорени. Како се имплементира тој договор можете да видите во изминативе 2,5 часа, со паузи. Меѓутоа и покрај тоа ќе продолжиме со конструктивноста. Нашиот пристап ќе биде да се обидеме опозицијата да инволвираме во сите значајни процеси. Меѓутоа се додека таа инволвираност има смисол.
кога ќе поминеме во целосна деструкција, како што е всушност деловничката обврска на претседателката на комисијата, да го потпише извештајот. Согласно деловникот, владеачкото мнозинство ќе ги превзема сите мерки што му стојат на располагање. Благодарам, повелете со прашање. Дали очекувате седниците кои што останаа недовршени да бидат довршени меѓу другите седници за разговарањето на Марко Тврдевски и дали владеачкото мнозинство има некаков конкретен план да делува наместо да биде само нем наблюдувач на овие кои што ги нарекувате блокади од опозицијата? Значи не можам да се сложам дека сме нем наблюдувач, процесите многу тешко и отежнато заради деструкцијата и блокадите одат. Собранието нема да прекине со својата работа се додека не се завршат започнатите седници. Патем кажано, во текот на вчерашниот ден беше на координација помеѓу претседателот на собранието, координаторите на пратеничките групи на владеачкото мнозинство и на координаторот на координаторите на ВМРО-ДПМНЕ, договорено како ќе се одвива текот на денешната седница и беше утврдена динамика за работа на собранието на пленарни седници, кој што требаше да заврши некаде до 8 август, а ќе претпоставува избор на заменици секретари и разрешување на јавниот обвинител Марко Зврљевски како финален производ на работата, за да после 8 септември собранието се распушти за летни одмори. Воколку на било каков начин се истапи од тој договор, ние сме спремни да продолжиме со работа со цел исполнување на овие точки. Поентата е дека натре во процесите во собранието е инволвирано и ВМРО-ДПМНЕ во обид да дојдеме до договорно работење на собранието. Воколку се почитуваат договорите, вие кажат од прилика агендата како треба да се движи, воколку не се почитуваат договорите, на сосем поинаков и со сосем поинаков пристап, ќе ги завршиме обврските кои што ги имаме како пратеници, како Собрање на Македонија. Она што вие го толкувате како наша немој, всушност е наш обид да покажеме целосна конструктивност кон опозицијата и да почитуваме нивни мислења и размислувања, меѓутоа напоменав се дека тие имаат минимум здрав разум во нив, иако е неразумно и ваквото однесување. Таа можност им се препушта на мнозинството на пратеници членови на комисијата. И во истиот контекст од прашање што е проблемот денеска да го подпише и да продолжи извештајот од комисијата во наредната фаза, односно да оди на Во парламентарните демократи владее парламентарното мнозинство во постапки опишани во устав, закони, кој е конкретно собранието, деловник. Граѓаните на Република Македонија, парламентарното мнозинство не може да зависат од добрата волја на еден пратеник, чија што патем кажано обврска деловничка да ги подпишува извештаите од позиција на претседател на определено тело, вклучително и Комисијата за финансирање и буџет. Воколку таа своја обврска одбие претседателката на комисијата да ја исполни, што е нешто што се случи синоќа, на кое што јас лично сведочев, кога рече јас нема да го потпишам извештајот. Парламентарното мнозинство со потписот повеќето членови на комисијата сработи извештајот, што е нешто што и се случувало во минатото во ова собрание. Не можеме да дозволиме ребалансот на буџетот, финансиските токови, платите, пензиите, помошта, зголемувањето на минималната плата, укинувањето на радиодифузната такса, да бидат добра волја на било кој пратеник во Собранието на Република Македонија.
без оглед на неговата позиција во собранието. Дали е од владеачкото мнозинство или од опозицијата. Добро, но дали ваквата опција е предвидена конкретно? Не е забранета. Во правото се што не е забрането е дозволено. И влечеме, ако сакате, и правна инерција од она што значи добра демократска пракса. Знаете и вие сами како недобрите демократски пракси, кога израз на парламентарно мнозинство е несомнен, завршува во Република Македонија за жал. 27 е доволен доказ на кај каде може да водат обструкциите на парламентарното малцинство во собранието. Такви нешта, како одговорни луѓе, сме должни да не дозволиме да се случуваат. Иако, да дополнам, согласно тоа што беше договорено со координаторот на координаторите на пратеничките групи на ВМРО-ДПМНЕ, меѓу другото беше и испраќањето на ребалансот на буџетот во владата на Република Македонија веднаш по завршувањето на седниците. Се го имплементиравме она што го имавме договорено. Зошто некој мислел дека тоа што било договорено може така лесно да се погазува, навистина не знам. Меѓутоа, ние имавме утврдена динамика дека до 8 ќе завршиме и со ребалансот, и со јавниот обвинител, и со замениците председатели и неколку други седници кои што требаше да се завршат. Се зависи од поведението на ДПМНЕ. Гледате и сами, напоменувам, ова денешниот ден како се развива на пленарната седница, а беше ден за кој што имавме искоординирано како треба да се одвива. Да кажам условно, ненапишано сценарио, требаше да се одржат 3 седници. Првата да се заврши извештајот од Агенцијата за државни службеници, втората итна седница за измени на кривичниот законник, како би го пресретнале подготвени правно суперкупот, и третата беше избор на заменици на секретари на собранието. Тоа беше договорено дека денеска треба да се заврши. При тоа имаме во предвид дека требаше да работиме денеска до 17 часот. Покажавме доволно и волја, и умешност, и истрајност, сите овие работи ние да ги завршиме. Па макар работели 24 часа во текот на денот.